Зборуваме за Валам се уште. Да. И мислејќи да е наслова мината проповед како пророк за пари, меѓутоа сепак, пошто не стигнавме баш толку до тие делови, ја нареков пари и побожност. А сега ќе биде побожност и задоволство. Да видиме вечерва што е тоа вистинско задоволство, кое што ја прави побожноста вистинска печалба. Значи, читавме од Тимотеово послание 6 глава, каде што видовме дека лажни учители, налик на Валам, како лажен пророк или лажни учители, ја сметаат побожноста средство за печалба. Но, да повториме само некои моменти. Валам е битен, важен, значи овој настан од причина што кажавме Израел се наоѓа пред самиот влез во хананската земја и се случуваат настани кои што како паралела ги влечеме со наше денешно време, затоа што и ние сме Израел пред хананската земја. И видовме дека материализмот е присутен и не е тешко да погодиме дека денеска исто така живееме во едно, како што кажав минатиот пат, најматериалистичко време можеби до сега во историјата на овој свет. И Валам е баш згоден лик за тоа, затоа што спомнавме два стиха кои што се повикуваат на неговиот лик и неговото дело или недело, односно во 2 Петрово 2.15, значи 2 Петрово 2.15 го читавме минатиот пат, во контекст, зборувајќи за лажни пророци и учители, вели, го оставија вистинскиот пат и заблудија и тргнаа по патот на Валама, синот Восуров, кој посака неправедна плата. А вториот стих или дел во Јуда 1.11 или целиот тој пасос, повеќе стихови, кој што исто така зборува за лажни пророци и учители, стихот, значи 1.11 Јуда вели, тешко ним зашто тргнаа по Каиновиот пат и за печалба паднаа во Валамовата заблуда и загинаа во Кореевата буна. И гледаме дека и во двата случаи Валам е поврзан со плата, со печалба, со пари, со материализм. И минатиот пат спомнавме, љубовта кон парите како рачка, буквално, која што се вклопува во секој друг греф. Некои луѓе ги сакаат парите заради материализам, значи заради тоа што можат да купат работи, нешта, став. Некои ги сакаат парите поради моќта и влијанието, знаете. Не е за чудо, нити пак не мораме далеко многу да одиме, да видиме дека луѓето кои што имаат пари, повеќе, имаат и своја моќ со тоа и своje влијание. А некои пак ги сакаат пари заради похота на телото, затоа што со пари може да се купат и многу пороци, значи да дојдат до многу пороци. И затоа рековме, парите на некој начин се вклопуваат во сите оние три главни категории на греф, кои што се спомнете во 1 Јованово 2.16, похота на телото, похота на очите и гордоста на животот. Кој што патем во сите области Исус беше кушан и во сите победи, а сите тие, сето тоа што е во светот, како што вели 1 Јованово 2.16, похота на телото, похота на очите и гордоста на животот, не е од таткото, туку е од светот. Валам сакал да му служи на Бога и некогаш му служал, меѓутоа сепак проблемот го имал со парите, како и Јуда, како и оној богатиот младич кој што се сретнал со Исуса и сепак избрал да му служи на Мамона, а не на Исуса. Како велеше, тој си отиде натажен, зашто имаше многу голем имот, откако Исус побара од него да го раздаде имотот, затоа што знаеше како тоа му е проблем. Сето она кое што е проблем во нашиот живот, Господ сака да го оставиме, да се решиме од тоа, затоа што ќе ни прави проблем на вистина.
Што мислите, зашто основачите на Америка, оние побожни луѓе тогаш барем, запишеле на американскиот долар, знаете што пишува, во Бога веруваме. Затоа што се плашеле дека ќе дојде време, а време дојде, дека луѓето ќе тргнат по парите место по Бога. И за жал, Америка, како и минатиот пат што спомнав, е предводник во тој стил на живење и самата таа Америка се гуши и уништува самата себе во долгови. Замисли си, малку име и тоа што го имаат, пушти си задолжуваат. Значи, тој конзумеризам и материализам до каде оди? До само уништување. Неверојатно. И значи, материализмот го гледаме пред самата граница во влезот во хананската земја. Библијата ни вели дека последното време ќе биде како во времето на Ноe и Лот. Сега да ве подсетам, и тука се гледа материализам, може и не толку видливо, меѓутоа што се вели? Се женеа, се мажеа, јадеа, пиеа, купуваа, продаваа, садеа, дзидаа. Значи и тука го гледа материализмот. Но во писмото па Елен Вајд кажува дека последното време ќе биде, значи пред второто Христово доаѓање ќе биде налик на времето пред првото Христово доаѓање, односно првото негово појавување како човек кога се раѓа. Сте го сретнале тоа сигурно? Да. Цитатот што ќе очитаме од Воспитување, многу убав цитат најдов кој што неверојатно го опишува денешното време, а за чудо така било и во Христово време, тогаш кога чекорел на земјата. Но, значи, се појавил токму во време на едно духовно мртвило, или на така, да кажеме, да, од една страна духовно мртвило, од друга страна тобожна побожност. Тоа е налик, само тоа можеме да го кажеме дека е налик на ова наше време. Да, кобајаги побожност. Може да сте ја слушнали оваа изјава, мислам, не знам дали е изјава или што е, како и да е, меѓутоа добро срочено, вели никогаш повеќе верници, а никогаш помалку луѓе на кои што можеш да им веруваш. Тоа е времето кое што живееме. Ето е таа кобајаги побожност. Никогаш повеќе верници, еве сега сите постат, сите сега се на великденски пост повеќето. И тоа е дури тренд во последно време. И се сеќавате на она анкета која што ја кажував дека 90% од македонците тврдат дека се побожни, дека веруваат во Бога. Значи, никогаш повеќе верници, а никогаш помалку луѓе на кои можеш да им веруваш. Чудни времења. Да го видиме сега цитатот. Неверојатен. Значи. Кога Христос дошол на земјата, се чинело дека човештвото бргу се приближува кон својата најниска точка. Што велиме ние денеска дно дна, или кој што велат го пробија и дното. И дното е пробиено. До најниската точка. Денеска е бетер, значи. Самите темели на општеството биле подкопани. Зарем ова не е вистина денес. Какви темели воопшто се подпира овој свет и општеството во кое што живееме, воопшто, ако се подпира на нешто. Хаос. Допрва следи хаос. Животот ја загубил својата содржина и станал, интересно, извештачен. Во Христово време, кога немало вештачка интелигенција, сега и тоа го имаме, животот станал извештачен. Па зарем не е така денес? Без вештачката интелигенција. Мислам, тоа е веќе друга тема. Меѓутоа знаеме што значи извештачен, неприроден. Значи што вели во 2 Тимотево 3.3. Меѓу другото, оние карактеристики, зошто ќе станат времењата тешки, затоа што луѓето ќе станат само фалци, сребролюбци и така натаму вели безприродна љубов во Константинов вели. Безприродна љубов, вештачко, се е вештачко веќе.
лишени од силата на Божјата реч. Го имале Словото, а вели лишени од силата. Не е доволно да ја имаш Библијата. Туку тоа Слово треба да делува. Вели лишени од силата на Божјата реч. Евреите на светот му пренеле традиции и шпекулации, кои го затапуваат умот и ја умртвуваат душата. Што имаме денеска ние? Истото. Традиции. Шпекулации. Што прават тие? Словото е тоа кој што има живот. Традициите, вели, го затапуваат умот и ја умртвуваат душата. Значи, денеска верниците, тие верници што ги спомнавме погоре, се верници без Библија. Како тоа? Обожавањето на Бога со дух и со вистина било заменето со величење на луѓе преку бескрајно повторување на обреди пропишани од луѓето. Истата слика. Насекаде во светот сите религиски системи го губеле влијанието врз умот и душата. Исполнети со одвратност кон измислиците и лагите, не сакајки да размислуваат. Денеска нели е тоа време, луѓето не сакаат да вклучат мозок, што велеме, ум. Не сакаат да размислуваат за најважните теми, животни не размислуваат луѓето. Луѓето, вели, се свртеле, значи не сакајки да размислуваат, се свртеле кон неверство и материализам. Во Христово време, кога Христос дошол првпат, ова е сликата. Исклучувајќи ја вечноста од своите мисли, тие живееле само за сегашност. Како живеат денеска луѓето? Исто. Не ни мислат за утре или за идните генерации. Не мислат воопшто што ќе биде со оваа планета. Дај, тука грабај колку што можеш, што му ја гајле за тој таму што ќе живее после 5-10 години после мене. Иако тоа се синови и ќерки нивни, ама тоа е таа себичност, тоа е грамзивост. Значи, да не ти гајле за утре. Кога престанале да го признаваат она што е божествено, луѓето престанале да го почитуваат и човечкото. И тоа е исто вистинито денес. Вистината, честа, е оние доблести во кои што треба да се богатиме. Тоа вели Павле во ова послание до Тимотеј, што го проучуваме, 6 глава. Вистината, честа, честноста, довербата, сочувството исчезнале од земјата. Бездушната алчност и преокупираност со амбиции довеле до сеопшта недоверба. Зарем тоа не е слика денес? Поемот за должност, за обврската на силниот кон слабиот, за човечкото достоинство и за правата на човекот е потиснат на страна како фикс идеја или безсмислица. Обичните луѓе се сметани како добиток за влеча, орудие и одскочна даска за амбициозните. Злоупотреба на работничките, на човековите права денеска, колку сакате. Како добиток за влеча, само за да дојдат до материјалното. Почнала да се стремат кон богатство и моќ, кон удобност и угодување на своите тенденции како кон највисоко добро. Обележие на тоа време биле физичка дегенерација, душевна затапеност и духовно мртвило. Денешната слика. Физичка дегенерација, душевна затапеност и духовно мртвило. Ете што предизвикува мамонот, желбата за богатење и трчањето по пари. Интересно како тоа луѓето не се повикуваат, барем ние како христијани, затоа што и ние не сме имуни на ова зло на денешницата, не се повикуваме на цар Соломон. Не мора на некој друг. Човекот што не имал во животот, си дозволил се што му посакала душата, некој што вели таму. Се што ќе му виделе очите и на крајот рекол дека сето тоа е суета. Гони ветар. Одете, фатете го ветрот. Утре кој ќе задоволи. Фатете го, ако можете, да. Сето тоа е суета и луѓето трчаат во мноштво денеска, 99%, може да кажам, по ветар.
Нешто што воопшто не носи задоволство, она вистинско. Сеќавате тие што бевте присутни вчера вечер, кога реков како некако баш таму кај што нити сум мислил, нити сум сакал да живеам, така ми се паѓа да живеам, а знаете во кој смисол повеќе го реков, малку пошироко. Вистинскиот верник не би сакал никаде на оваа земја да живее. Односно, тој би сакал да се одсели што е поскоро од оваа земја. И како доаѓа времето, да, ти изборуваше за тоа, и Аврам исто. Како доаѓа времето, се повеќе и повеќе ќе плачеме, ќе сакаме да се иселиме од оваа земја, како доаѓа времето. Знаете, она зауставите земју силазим. Ние ми до ничек одлазим. Тоа е од една бивша југословенска група. Животот на човекот, минатиот пат спомнавме, не се состои од изобилството, во изобилството на неговиот живот. И да се подсетиме само пак на она параболата со оној кој што му родила многу нивата, богатиот човек, и рекол, ајде сега ќе го рушам амбарот, ќе градам друг, поголем, и ќе речам душу, живај сега. Баш таму во Лука 15, извинувам пак, 12 беше, да. Не сум го ни попрел тоа, 12 глава, им кажа, внимавајте, чувајте се од алчноста, зашто животот на човекот не зависи од изобилието на неговиот имот, и на крајот, на параболата вели во 21 стих, така се случува со оној што се случува, Господ му е побарал душата преку ноќ. Каде? Така се случува со оној кој што собира богатство за себе, а не се богати во Бога. Само богатиот во Бога може да го има на вистинско задоволство. И тоа треба да го сватиме. Еднаш за секогаш, ништо друго не може да ни донесе вистинско задоволство. Ништо материјално, ништо друго. И еве сега сме во 1 Тимотеева 6 глава. Се сеќавате, спомнавме 5 стих, баш беше оној клучниот, тие лажни учители кои што имаат желба за распрашување, за преприки и така натаму, полни со завист, расправи, хулења, лукави сомничења и така натаму, и вели празни преприки меѓу луѓето, 5 стих, со изопачен ум и лишени од вистината, кои што мислат дека побожноста е средство за печалба, и во Константинов тоа жал го нема, меѓутоа во другиот превод вели бегај од таквите. Тие ќе ти ја загадат душата. Не требаат христијани кои што повеќе ќе мислат и ќе се грижат за тоа што е на прослава на Бога, а не за да што е за лична корист, како што видовме минатиот пат дека христијанството го сметаат како, што знам, имаат некој маркетиншки пристап кон христијанството. Што можам да добијам, а што ќе изгубам, значи. Калкулации пак, добивка, да, бизнис. Тимотеј добива, значи, упатство намерно да не се здружува со оние кои што го примаат или го представуваат Евангелието на ваков начин. И во 6 стих вели побожноста, да, значи некој мислат дека побожноста е средство за печалба, и сега вели во 6 стих, побожноста и е голема печалба. Но кога е здружена со чувство на задоволство. За какво задоволство сега збори? Значи Павле, за да не остане недоречен или можеби погрешно разбран, и сега го дода овој стих, значи вели побожноста и е голема печалба, кога е здружена со чувство на задоволство. И спомнавме автаркија, како се викаше зборот, така? Да, со значење за целосна самодоволност, значи душевна состојба која што не зависи од околности, од надворешните околности, ти си едноставно среќен и исполнет, ништо друго не влијае на тебе. Задоволство кое што никогаш не доаѓа од поседување на надворешните работи. Значи, не е оптеретен човекот постојано во, како што целиот свет е, во купување, во стекнување материјални работи. Значи, целата економија денеска во капитализмот така функционира и се движи. Затоа што не научија, не истренираа на тој конзумеризам, на трошење само, значи на
Дали ти треба, дали не ти треба, па не знам, ваков попуст, леле, сега ако не го фатам попустот да купам ова, а не ти ни треба, баш буквално, ама попусте, да купиме. Значи, ако не сме управувани од таквиот стил на живење, тогаш го имаме тоа задоволство. И реков, ова е лизгава област и за христијаните. Многу лесно да смислиме причини, можеби поточно изговори, зашто овие гревови на алчност и материализам не се однесуваат на нас. Но, пример, но секогаш кога мислиме дека добивањето на некоја материјална работа или добивањето повеќе од таа работа ќе ги исполни потребите на нашиот живот, тоа е знак дека ни недостига тоа задоволство. Секогаш кога длабоко тагуваме поради некоја материјална загуба, исто и тоа е доказ дека го немаме тоа задоволство. Значи дека сепак нешто не влече и кон материјалното. Секогаш кога чувствуваме прекумерно задоволство од купување или поседување на некоја материјална работа, исто така ни недостасува ова задоволство. Што вкусил Павле лично во Филипјаните 4:11 до 13, таму го кажува стихот, еден од најјаките 13-тиот. Се можам преку Христа кој ми дава сила. Во кој контекст го кажува? Што искусил Павле? Филипјаните 4:11 до 13, претходно во 10 стих вели, се заблагодарува што ете им текнало да му помогнат да му се најдат со некои материјални средства, но потоа вели во 11 стих, не го зборувам тоа заради скудност, не дека сега нешто ми треба толку, зашто вели научив да бидам задоволен со она во што сум. И сега забележите, кај Павле не делува тоа дали има или нема. Колку има пари, колку нема. Не делува тоа кај него. Знам да живеам и во скудност, се научили така, и тоа како. Знам и во изобилство. Научен сум на се и во се што да бидам сит и да гладувам. Да сум во изобилство и во скудност. И вели се можам преку Христа кој ми дава сила. Но тоа само преку Христа се може. Значи, вистина е, Павле сака да каже дека материјалните добра сами по себе не значи дека ќе не расипат, не расипуваат. Ама желбата, љубовта кон материјалните добра се проблем. Значи, Павле можеше да има изобилство од материјални работи и се уште да ги држи во правилна перспектива. Тоа е клучното. Може би премногу луѓе може би ова да го искористат и како изговор за својот материализам. Но задоволството е она кој што е суштинско овде, но е и тешко од повеќе причини. Можеме да најдеме вистинско задоволство само кога нашите срца се вкорените во вечните работи. А задоволството е клучно затоа што покажува дека живееме со вечна перспектива, а не само обидувајќи се да изградиме некој удобен живот овде на земјата. А не е лесно баш да се биде задоволен, затоа што таква е потрошувачката култура, општеството во кое што живееме, тоа самото поттикнува недостаток на задоволство. Па рекламите те тера да, значи, овој производ штом го немаш, ти не можеш да бидеш среќен, не можеш да бидеш задоволен. Трчи, купи го. И тешко е да се биде задоволен, затоа што речиси секогаш посекуваме многу повеќе, отколку што навистина и ни е потребно. Како може да се постигне ова? Побожноста со задоволство и да биде голема добивка, односно печалба. Тоа не може, драги браќи и сестри, без обнова на нашиот ум. Римјаните 12:2. Тоа е обратувањето всушност. Ние не можеме да живееме сега стил на живот кој што е спротивен од сите околу нас. Ако не дозволиме да Божиот Дух, Господ, делува врз нас и го промени нашиот начин на размислување. Ние треба да бидеме аут од надвор од овој свет, од овие, така да кажем, материалисти, од луѓето надвор. Затоа што сите живеат таков живот денес. 99%, може би има некои одредени принципи, не знам, може би е некој вид на верник, не знам, ама
сепак не е едноставно, тоа е и самата наша грешна природа е таква, да бара, да сака, себична. И мора, тогаш кога со обновата нашиот ум ќе ги поставиме работите како што треба. Зошто Исус вели таму во 5 глава, ли беше Матеј, во својата проповед на гората на блаженствата, најнапред барете го што? Божјото царство и мојата правда, а другото, не се сигирате за другото, јас ќе ви го додадам. Ама за кое друго зборува? За основни работи зборува таму. Што ќе јадете, што ќе облечете. А не нешто екстра, не знаеме некојаш ни колку ни е доста, да речеме. Да. Кога живееме и действуваме без задоволство, се обидуваме да ја пополниме таа празнина во нашиот живот со нешто, значи со некој можеби, под наводници, потребата да се чувствуваме сигурни или згрижени, потребата за возбуда, за новина во живот и така натаму. И повеќето луѓе се обидуваат да ги исполнат овие потреби со материјални работи, но не можат да се исполнат духовните потреби. Ние сме создадени како духовни суштества и тоа може да се исполни само со дух. Со духовни нешта, со нашиот однос со Бога. Не може ништо материјално. Не може тоа, како да кажам, пак сега ми доаѓа стихот песна, не можеш ти круг сега да ставиш во квадрат. Не пасува едноставно. Еве еден интересен, исто денови го најдов, ајде нека биде, ја го нареков како оглас на денешното живење. Запазите, во една реченица многу се кажува. Замислите како некој да огласува. Бара, што бара, еве. Вели, ми треба некој, внимајте, ми треба некој кој нема никого, а има се и само уште јас му фалам. Да ви го повторам? Не е битно. Ми треба некој кој нема никого, а има се и само уште јас му фалам. И тој задоволен и јас задоволен. Така испаѓа работата. Некој ни нешто не може да го исполни она духовното кај нас, значи тоа само може Бог. Еве една исто многу убава мисла, значи мислам дека Јани спомнуваше во неговите предавања. Значи ако ние сме само напоменување низ оваа земја, ние сме само гости на овој свет, како беше една македонска народна песна. Тогаш на човек кој што се чувствува како граѓанин на друга земја и знае дека ова не му е неговото конечно почивалиште, му треба многу малку од добрата на овој свет за да биде задоволен. Многу убава мисла. Многу малку. Зашто така тоа е поминливо, ти не си за тука, ти трчаат по златото, а горе Господ патиштата, улиците ќе ги поплочува со злато, ќе газиме врз него. Видите кој е, тоа е сосема огромна разлика, значи од тука, од ова живење и тоа таму живење. Асфалт, златото ќе биде асфалт. Да. И сега одиме на 7 и 8 стих, еве, да го видиме тоа од малку задоволен, или тие основни потреби, како што ги кажува и Матеј, Исус во Матеј, 5 глава. Значи, 1 Тимотеј 6 глава, сега 7 и 8 стих. Зашто ништо не донесовме на овој свет, ниту можеме да однесеме нешто. И 8 вели, а кога имаме храна и облека, да бидеме задоволни со тоа. Тоа е едно задоволно срце. Што донесовме на овој свет? Како се родивме? Сите ние сме се родили како бебиња од 2-3 килата. Како беше она? Која ти била најголемата тежина? Па 120 кила. А најмалата 3 кила, ама тоа беше одамна. Значи, се раѓаме без пари, бебето нема джебови кај да става пари. Нема ништо.
Па и еве Адам и Ева се единствените кои што се создадени, не се родиле така, меѓутоа и Адам и Ева какви беа? Голи. Беа голи. Таа наметка, тоа е сосема нешто друго, меѓутоа имаат джебови. Не. Ништо не донесовме на овој свет. Јасно е дека ништо и не можеме да однесеме. Срцето исполнето со задоволство започнува кога ќе почнеме да ги гледаме нашите материјални добра и ресурси од вечна перспектива и да ги поставиме како што треба. Знаете, мудро е забележано дека погребната кола нема приколка позади за преселба. Немек сега умира некој, сега ќе се сели тамо на другиот свет. Не му треба таму ништо. Нема багаж, не му треба ништо. Значи, ништо не донесовме, ништо нема да однесеме. Еве да ја спомнам и онаа друга парабола во 16 глава Лука. Малку узбунувачка парабола, се сеќавате на оној досетливиот управител, кој што требаше да биде повикан на отчет. 16 глава од 1 до 14, нема да читаме, само да спомнам. И знаејќи дека ќе биде отпуштен од работа, што прави? Почна да ги порамнува долговите со оние, неговите, мислам, на кои што им должила, односно кои што му должиле, и ама на 50%, на 30, 20, не знам, се снашал човекот како да си обезбеди некои пополни услови и за нив и за себе, за воиднина, затоа што знаел дека ќе остане без работа после. И на крајот господарот го пофалува управителот за неговата итрина, веројатно пред да го отпушти, нели? И од две причини е пофален. Прво, тој знаеше дека ќе биде повикан на отчет за својот живот и тоа го свати сериозно. Тоа е едно. А второ, тој ја искористи својата сегашна положба за да си обезбеди удобна иднина. Значи, ти може да имаш материјални средства, може Господ те благослови, меѓутоа тие материјални средства искористи ги за да си обезбедиш таа иднина. На кој начин? Тоа ќе го видиме веројатно другата сабота, нема време. Значи, можеме да ги користиме тие наши материјални ресурси во сегашноста за вечни добра. Иако не можеме да ги понесеме со нас, меѓутоа можеме да си обезбедиме на посветла иднина. Корисно, онака како што треба да ги користиме. Ништо не можеме да однесеме со нас, тоа е факт, но можеме однапред да испратиме, така да кажеме, вечни благослови и награди преку мудро користење на нашите ресурси денес. И сега што вели 9 и 10 стих, тука некаде уште малку ќе превршиме, нема време. Од 1 Тимотева 6 глава, 9 и 10. А оние кои сакаат да се богатат, значи внимавајте, сакаат, имаат желба, значи ги влечи парите, материјалното. Тие кои што сакаат да се богатат, паѓаат во што? Во искушение, во стапица и во многу неразумни и штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. Зашто сребролюбието, познат стих, е корен на секакви зла. Некои му се предадоа, се отстранија од верата и се поробија себе си со многу болки. Страшни стихови. Искушение, стапица, пропаст, погибел, робство, болки, тоа многу болки велат. Оние кои што сакаат да се богатат. А кој бе денеска не сака да се богати? И сиромашните сакаат да бидат побогати, богатите уште побогати сакаат. Тоа е светот. Значи, желбата за богатството е многу поопасно самото богатство. Тоа е јасно, нели? Се гледа и низ овие стихови и претходно што читавме Павле, неговото искуство. И знаеме, нели, да се биде сиромашен не значи дека автоматски ти си побожен или обратно, или па да си богат значи дека си непобожен.
Знаеме дека во Библијата имаме многу исклучително побожни и богати луѓе спомнати, но побожните богати луѓе имаат срце како псалмистот, кој што во Псалм 62:10 вели. Еве што вели. Вториот дел од стихот е всушност, Псалм 62:10. Ако ви се зголеми богатството, вашето срце нека не се прилепи кон него. Тоа е клучното. Ако се прилепи, тоа ще е страшни искушенија, ќе си нанесете големи болки, ќе си го пропастите и овој живот, затоа што ѓаволот ќе ве намами, и на пороци, и на било што, а ќе си го изгубите и вечниот живот. Значи, и ако се зголеми вашето богатство, вашето срце нека не се прилепи кон него. И тука е проблемот со се всушност. Значи, сите оние работи кои што не се лоши самите по себе, не е проблем да ги имаме, меѓутоа ако нашето срце е прилепено, е тогаш е проблемот. И затоа и богатиот младич, Исус барал од него, од мене може би тоа нема да го барам, или од вас, ама од него го барал токму тоа да го раздаде имото, затоа што срцето му било прилепено баш на материјалното. Значи, желбата за богатство го искушува нашето срце да се оддалечи од вечните богатства и не вовлекува во стапица, кој што нели мнозија можат и да не се ослободат. И пак зборуваме, значи, за две работи всушност. Материјалното е едно, а духовното е друго. И сетите се на Римјаните 8 глава, што вели таму? Духот и телото постојано војуваат едно со друго. Не можете да напредувате духовно и ако не го храните духот, ако сте насочени на телото, на телесното, а тоа е материјалното. Така да мора да ги поставиме работите како што треба. Да, слава на Бога. Ако сме заработиле повеќе, ако Господ не благослови сето тоа, се е тоа добро. Меѓутоа да го ставиме на вистинското место материјалното. Прво треба да е духовното, а и веќе тие материјални средства треба да ги искористиме на вистински начин. Еве, само ќе напомнам, тоа е малку подолу во 1 Тимотеево 6 глава, значи, еве од 17 до 19, само ќе ги прочитам овој пат стиховите, ќе останат за понатаму. 1 Тимотеево 6, 17 до 19. Еве како треба да ги користиме тие материјални добра. Заповедај им на богатите на овој свет да не бидат горделиви, тоа обично иде, гордоста иде со богатството. Знаете, некои мислат дека ако имаат повеќе пари, дека се побитни од другите, повредни од другите. Заповедам на богатите на овој свет да не бидат горделиви и да не се надеваат на непостојаното богатство, затоа што е такво, тоа е непостојано. Еве, ако Господ не поживее, да живееме баш во тоа последно време, кој што навидум изгледа дека е дојдено, ќе видиме колку богатството е безвредно. Туку вели во живиот Бог кој ни дава изобилно се за наслада. И што вели? Да прават добро, да бидат богати во добри дела, да бидат дарежливи и заедничари, да собираат за себе благо како основа за еднината, за да зграбат вистински живот. Гледате ли како треба да се богатиме, во кој смисол? И како треба да се користат материјалните средства? Ако се вишок, обично вишокот прави проблем. Кој беше? Соломон ли го кажува тоа, се заборавам, мислам дека, или беше Псалм? Не, Давид, не. Еве ќе го цитирам, па ќе ми помогнете вие. Те молам Господе, вика, да не бидам значи, сиромашен, за да не паднам во искушение да крадам, да посакам, значи, туѓо, а и не премногу богат, за да не заборавам на тебе. Тоа го велеше некој, мислам дека Соломон го запишал, ама како и да е. Еве, прашање за следниот квиз. Значи, мораме, не дека овие работи може би не се зборени, не се јасни, меѓутоа мораме да ги повторуваме затоа што живееме во такви времиња
И желбата за богатство и љубовта за парите и материализмот се страшни работи. Видите, Валам, какво безумие е тоа неговото, ако го спомнеме пак. Воопшто не бил свесен. Се што правил, Господ му рекол. На него му било јасно и предходно, пред да рече Господ дека он не може да го проклони Израел. Меѓутоа, ајде, чекај, може ги се предомисли Господ. Господ му рекол, не оди. Тргнал покрај тоа. Па магарицата, знаете, сите тие искуства, сепак оди до крај. Зошто? Затоа што му биле слабост парите. Значи, тоа е страшно зло на денешницата, нека Господ не чува од тоа и да научиме на некој начин како да бидеме задоволни и со она малку, со она основното, затоа што оваа земја и онака не е наш дом. Ќе биде некогаш, ама откако Господ, дај Боже, нели, да бидеме спасени, откако Господ ќе ја обнови, тогаш ќе газиме по злато. Слава нека му е на Господа и нека не води и во оваа нова седмица, како што тој најдобро знае, да се храниме и да го храниме духот. Нормално треба и телото да го храниме, меѓутоа многу повеќе да ни е словото на прво место и духовното. Слава нека му уште еднаш. Амин.